spás. Da slavíme dnes svetoprázdnik, da slavíme i da peme. Za braťata Kiril i Metodij, za našite prosvetiteli. Dragi kolegi, nova generacija študenti. Danes započnuvate jedno novo poglavje. Ova je denot, koga kja zapišete prvata stranica na jedna knjiga, što vije samite kja pišuvate vo naredните godini. Znam, deka v ovoj moment čusuvate возбуда, но i malku strav. Znam, zato što i jaz bev na vašето mesto. I jaz gi razmisluvav istite prašanja vo glava. Ke možem li? Da li ke uspejam? Da li ke se snajdam? I znajete što? Site nije, što danes stojime pred vas, site profesori i studenti, koji već ke če korime po ovoj pat, site go imavme toj strav. No tokmu vo tije momenti na neizvesnost započnuva vistinski odrast. Studiranje to nima sikogaž da vi bide lesno. Ki imate predizvici, ki imate neuspesi, ki imate denovi, koga ke se prašuvate, da li vredi. No tokmu tije denovi ke vi izgradat. Tije denovi ke vi pokažat deka možete poveke od kolku što mislite. Ovde ne ste samo za da se steknete so tituli i diplomi. Ovde ste da se izgradite kako luge. Luge so karakter, vizija i odgovornost. Luge koji ne molčat pred nepravdata i koji ne begat od predizvicite. Jaz, kako studentka na pravni od fakultet, veruvam, deka ova generacija, našata generacija, mora da bide generacija na hrabrost. Generacija što ne se plaši da se sooči so nepravdite. Generacija što ja brani pravdata i što ja gradi idninata so čisti race i ispraven grb. Zato što molčenje to ja hrani nepravdata. No glasot na mladite, glasot na studentite ima sila da ja promeni idninata. Našата generacija je različna od site prethodni. Ние растеме во време на брзи промени, во свет, каде информацијата стигнува за секунда. Ние сме генерација што постојано е во движење. Генерација што бара одговори и која не се плаши да поставува прашања. Ние сме генерација која сака промени сега. Ние не чекаме и не молчиме. Ние сме генерација што разбира дека светот има проблеми. Од климатски промени, до неправди, до конфликти и ние сме тие што мораме да ги решаваме. Драги колеги, не дозволувајте некој друг да ја пишува вашата приказна. Вие го држите пенкалото. Создавајте пријателства што ќе траат цел живот. Наоѓајте идеи што може да го променат светот. Бидете љубопитни, истражувајте, ризикувајте и не се плашете да паднете. Затоа што секој пад е доказ дека сте се обиделе и дека сте се поблиску до вашата цел. Добре дојдовте во семејството на Универзитетот Свети Кирил и Методий. Добре дојдовте во вашата нова приказна. Нека оваа година биде почеток на нешто големо. Нешто што ќе ви инспирира и вас, но и луѓето околу вас. Ви благодарам. Благодарам и честитки за одличното обраќање.
Драги присутни, ова беше Чарна Невзати, студентка по право во 3-та година правни студии на факултетот Јустинијан I во Скопје и двојна победничка на ораторскиот надпревар Иво Пухан. Ве замолувам уште еднаш да ја поздравиме со аплауз. Генерација студенти 2025-2026 година. Добре дојдовте на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Почитувани укимци и драги гости, од името на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје ви благодариме што сте дел од оваа свечаност посветена на првиот заеднички академски час за генерацијата студенти 2025-2026 година. Драги бруцаши, моето име е Ања Симоновска, минатогодишен бруцаш на Правниот факултет Јустинијан I во Скопје, и чест ми е што оваа година стојам горе да ве поздравам вас, најновата генерација бруцаши. Ова е посебна прилика, затоа што денес, на едно место, заедно со вас, се нашите нови студенти, тука се и нашите професори, декани и асистенти. Денес, со гордост и радост, ја започнуваме вашата академска кариера и за нас е чест што сме дел од вашиот почеток. Секој нов почеток носи возбуда и малку неизвестност, но бидете сигурни, со приклучување кон нашата академска заедница го направивте правилниот избор. Започнувате едно ново поглавје во вашите животи. Поглавје полно со можности за учење, за раст, откривање. Универзитетот не представува само место за стекнување знаење, туку за развивање критичко размислување, градење пријателства и подготовка за професионалните предизвици кои ве следат во животот. Нашиот универзитет нуди врвно образование, но вашиот труд и посветеност ќе бидат клучот за вашиот успех. Не плашете се од предизвиците. Тие се дел од патот кон вашите цели. Поставете високи амбиции, бидете иницијативни и искористете ги сите можности што ви стојат на располагање. И на самиот почеток на оваа свечаност ми представува голема чест да ја поканам нашата ректорка, професор доктор Билјана Ангелова, да се обрати со своето поздравно обраќање. Почитувана професор доктор Весна Јаневска, министер за образование и наука, почитувани декани, директори, почитувани колеги, драги студенти, драги бруцоши, добре дојдовте на УКИМ. Денес имам особена чест и привилегија да ве поздравам во името на целата академска заедница на УКИМ, во име на деканите, директорите и во свое лично име и да ви посакам топло и срдечно добре дојде на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, најголемиот, најдобриот и најстариот универзитет во нашава земја. Сега сте дел од нашата динамична заедница, која е само повеќе од место за учење. Ова е место каде што ќе изградите пријателства, каде идеите се споделуваат, разликите се почитуваат, а соништата се претвораат во реалност. Од денес сте дел на една нова средина и затоа ве охрабрувам да ги прифатите можностите кои доаѓаат на вашиот пат. Ке бидете обкружени со луѓе од различни средини, секој со своји навики, знаења, искуства, со различни очекувања и амбиции. Овие разлики се оне што ја прават нашата заедница толку богата и уникатна. Дружите се со вашите колеги, запознајте ги вашите професори и бидете љубопитни. Бидејќи учењето се случува не само во училниците, туку и надвор од нив, во релациите што ги правите и искуствата што ги споделувате. Со голема радост, вашата генерација ја насловувам првата Е-индекс генерација во историјата на постоењето на УКИМ. Успеавме и покрај сите предизвици со кои се соочивме, на самиот старт на вашите студии да го воспоставиме и да го ставиме во функција електронскиот индекс. Со тоа што дојдовте на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје, направивте голем чекор. Избравте да инвестирате во својата иднина. Од денес и вие станувате дел од реномираното академско семејство на Универзитетот Свети Кирил и Методи во Скопје. Од денешниот свечен час, вие му припаѓате на УКИМ како најмлада генерација на неговата академска заедница, но и УКИМ ви припаѓа вас
одговорно и посветено. Денес го означуваме почетокот на едно ново патување, почеток на нешто посебно. Патување исполнето со возбуда, можности, предизвици и раст. Периодот на студирањето, заедно со сите придружни обврски, е ризницата на најубави спомени. Нешто што често го обележува целиот живот. Се радувам што заедно, подпирајќи се едни на други преку знаење, креативен дух и мотивирани од желба за успех, ќе се пробиваме низ предизвиците во наредните години. Природно е на почетокот на нешто ново да се измешаат чувствата на возбуда и немир, но запомнете дека секој предизвик со кој се соочувате е можност за раст. Не плашете се да поставувате прашања, побарете помош секогаш кога ви е потребно. Растот се случува кога работите не се лесни, туку кога се предизвикувате самите себе си да бидете подобри. Ке се сретнете со многу недоумици, преиспитувања, па можеби и стравови, но тие се вообичаени на секој почеток од нов животен избор. Добра околност е тоа што на универзитетот знаеме како да се справиме со сето тоа, а тоа се упорноста и трудолюбивоста од првиот ден. Таквиот пристап е проверен многу пати, а многумина од оние кои се денес успешни луѓе се најдобра потврда за тоа. Ние ветуваме дека ќе ве поддржиме и дека ќе бидеме сигурна потпора на вашите стремежи да стекнете знаења што ќе бидат потребни за вашата идна професија. Во се што правите во животот, па и за време на студиите, подемите и падовите се очекувани појави. Колку и да е важно да постигнуваме успеси и со тоа да ги остваруваме целите на академскиот развој, не е помалку важно да научиме, да се бориме и да се справуваме со неуспесите, но да не се откажуваме. Бидете одговорни кон талентот и вредностите кои што ги имате. Немојте да дозволите да бидете работна сила за остварување на туѓи соништа. Ние сме мала заедница, но тоа не значи дека не треба да се бориме за да бидеме најдобри во она што го работиме. Можеби нам затоа ни е потешко, но затоа плодовите на успехот се потрајни и посладки. Во стекнувањето на нови знаења и вештини никогаш не се штедете. Бидете упорни и учете. Бидете љубопитни и истражувајте, затоа што само знаењето ќе ве одведе таму каде што посакувате. И на крај, сакам да ви посочам дека вашето време поминато тука е она што ќе направите од него. Искористете ги можностите, предизвикувајте се себе си и што е најважно, уживајте во ова патување. Ова е почеток на нешто посебно и ние сме радосни што ќе бидеме дел од таа приказна. Драги наши бруцоши, работете посветено, вредно и напорно. Бидете убедени во исправноста на вашиот избор. Бидете отворени за меѓусебна соработка. Соработувајте со професорите и направете не горди и нас, вашите родители и нашата држава. Вие сте нашата иднина. Ние сметаме и веруваме во вас и ќе бидеме горди на сите ваши успеси. Ви пожелувам среќа и успех во студирањето и незаборавни студентски денови на УКИМ. Благодарам. Почитувана ректорке, ви благодариме за вашето обраќање. Го поканувам нашиот председател на УСС УКИМ, Александар Николовски, да се обрати со неговото поздравно обраќање. Драги бруцоши, од името на Универзитетското студентско собрание на УКИМ ви посакувам најтопло добре дојде на нашиот универзитет. Денес не започнувате само со процесот на студирање, започнувате ново поглавје во вашиот живот. Со самиот упис и присуството тука, вие излегувате од вашата комфорт зона и докажувате дека сакате да направите нешто повеќе. И големо браво! Патот низ академијата воопшто не е лесен. Ке се соочите со бројни предизвици, тешки испити и можеби некои незгодни ситуации, но исто така ќе стекнете многу знаење, нови познанства и искуства кои се од непроценливо значење. Покрај стекнувањето на знаење, вмрежувајте се, вклучете се во разни иницијативи од ваш интерес, во студентските собранија и организации на факултетите. Се од ова е многу значајно за вас, вашата надоградба, но и за целата заедница. Професорите и целиот административен кадар на факултетот се вашите пријатели во процесот.
Запомнете, не сте сами. Тука сме сите ние, вашите постари колеги, професорите, асистентите, администрацијата на факултетот, но и вашите другари и родители. Осмелете се да побарате помош кога ви е потребна. Точно е дека системот не е совршен. Мојот совет до вас е да пробате фрустрацијата која секој пат ќе ви се создава од оваа бирократија, при соочувањето со несовршеностите на системот, да ја насочите кон креирање на иницијативи за решавање на истите. Представниците на студентските организации тука на овие штандови се еден пример за креирање на позитивни промени. На краток рок, можеби сите ние нема да ја гледаме промената, но понатаму, погледнувајќи назад, без сомнение и најмалата иницијатива е значајна. За крај, ќе ве замолам сите присутни да ги истакнете дланките и да фатите за рака некој од вас од десно и од лево. Значи вежба е, истакнете ги дланките и фатете се за рака. И сите присутни и професорите позади ќе ве молам, фатете се за рака. Ете, така. Сите, фатете се за рака. Значи, оваа вежба се нарекува синергија. Зошто е добра? Со заедничка соработка и само така ние можеме да направиме одредена позитивна промена. Секогаш, кога ќе ви треба помош, обратете се на некој, тука сме за да си помагаме. Добре дојдовте на УКИМ, добре дојдовте на најдобриот универзитет во државата. Благодарам, Александар. Сега ја поканувам министерката за образование и наука, професор доктор Весна Јаневска, да се обрати на аудиториумот. Почитувана ректорке, професор доктор Билјана Ангелова, почитувани проректори, декани, професори, почитуван председател на Националното студентско тело Александар Николовски и драги студенти. Универзитетот Свети Кирил и Методи денес ги отвори вратите за нова генерација студенти, за сите вие кои верувате дека токму тука ќе добиете знаења, вештини и поддршка за да израснете во лидери кои ќе ја водат Македонија на 21. век. На вистинско место сте во својата земја, на најстариот универзитет, каде професорите имаат одговори на сите ваши прашања и подготвени се вашиот ентузијазам да го насочат кон дисциплина и одговорност, да изградите капацитети за живот во свет што брзо се менува. Тоа што ме радува е што не заминавте да студирате надвор. Како институции се грижиме да го подобриме квалитетот на домашното високо образование и да имате услови за пристоен живот тука во сопствената земја. Во изминатиот период донесовме низа мерки за подобар студентски стандард, за поголема финансиска поддршка по современи студиски програми. Успеавме да откучиме реконструкцијата на студентските домови Стиф и Кузман, како и изградбата на Финки и Факултетот за физичка култура. Го проширивме опфатот за студентскиот оброк, работниот однос на студентите повеќе не е услов за да ги добијат средствата. Очекувам следната година да имаме ново покачување на дневниот износ. На располагање ви се 3100 стипендии во повеќе категории, а постапките за аплицирање, како и оние за сместување во студентските домови, целосно се дигитализирани. Го решивме проблемот со бесплатниот јавен превоз на студентите во главниот град. Изгласавме закон со кој студентите на државните и приватните факултети ќе добијат ведности ваучери за обезбедување на персонален компјутер, таблет или лаптоп и редовните и вонредните студенти. И конечно, со новиот закон за високо образование, кој е во подготовка, ќе го поставиме високото образование на цврсти темели. Ве повикувам сето тоа што ви е ставено на располагање и наменето за вас и да го искористите.
Вие сте и првата генерација студенти на кои бесплатно, заедно со вашите професори, ќе можете да ја користите и на располагање ви е најголемата научна база Web of Science, како и базата Scopus. Работете на научни и стручни трудови заедно со вашите професори, тоа е многу важно, тоа ќе ви донесе голем бенефит. Посакувам да останете во својата земја и по студиите, тука да изградите својата семејна иднина. Тоа е единствениот пат што води кон просперитет на Македонија. Имајте добро здравје, успешни студентски години и исполнете ги со ништата со кои влегувате во академскиот свет. Успешна наставно-научна работа им посакувам и на вашите професори. Благодарам. Благодарам, министерке. Сега, со голема чест, ја поканувам ректорката на УКИМ, професор доктор Билјана Ангелова, да ги додели индексите за најдобро рангираните студенти. Овој посебен момент, еден индекс по еден студент од секој факултет го символизира го представува врачувањето на индексите на новата генерација студенти на Универзитетот Свети Кирил и Методи. Архитектонски факултет Гонца Евтимова. Градежен факултет Марина Кулеска. Економски факултет Елена Атанасовска. Машински факултет Вера Ѓонеска. Медицински факултет Дора Малинова. Педагошки факултет Свети Климент Охридски Христина Митреска. Правен факултет Јустинијан I Јована Јовевска. Природно-математички факултет Катја Тодоровска. Стоматолошки факултет Максим Арсовски. Технолошко-металуршки факултет Ева Раденковиќ. Факултет за ветеринарна медицина Петар Манев. Факултет за дизајн и технологии на мебел и интериер Анастасија Јовановска.
Факултет за драмски уметности Леонид Велковски. Факултет за електротехника и информацијски технологии Емилија Силјановска. Факултет за земјоделски науки и храна Давид Санев. Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство Петар Крчовски. Факултет за драмски уметности Леонид Велковски. Факултет за музичка уметност Драгана Јовановска. Факултет за ликовни уметности Марија Арсовска. Факултет за физичко образование, спорт и здравје Ева Манева. Факултет за шумарски науки, пейзажна архитектура и екоинженеринг Марко Видановски. Фармацевски факултет Лина Крстова. Филозофски факултет Бранка Накова. Филолошки факултет Блажа Конески Теодора Симјановска. Православен богословски факултет Свети Климент Охридски Дамјан Паласки. Да им дадеме уште еден аплауз. Почитувани, нашите колеги, студентите на факултетите за музичка и драмска уметност, специјално за вас, подготвија културно-уметничка програма. Следно, ќе имаме можност сите заедно да уживаме во нивните настапи и да го почувствуваме талентот и креативноста на нашите студенти. Потоа, ве замолувам да го насочите вашето внимание во наредните 20 на минути кон информативната сесија подготвена од УСС УКИМ и студентарија. Тука ќе се запознаете со основните поими, термини и корисни совети за животот на студентите. По информативната сесија следи вмрежувачки дел и DJ сет, односно ќе имате можност да направите кратка обиколка на платото, да се запознаете со нашите пријатели и поддржувачи, како и да ги откриете забавните содржини кои ќе ви помогнат првиот бруцашки ден да го овековечите во несекојдневен спомен. Запомнете, денес е ориентацијски ден, ден за запознавање и со универзитетската средина и со новите колеги. Од утре почнуваме со поинтензивни активности и академски обврски. Нашиот УСС подготви вечерна забава во клубот Хавана со почеток во 22 часот,
каде ќе има многу пријатни музички изненадувања, бендови и диџеи. Ќе биде навистина многу забавно. Денес се запознаваме, вечер се забавуваме, а од утре почнуваме со учење и со надоградување на вашите знаења и вештини. Бруцаши, нека ви е лесен и успешен стартот. Имајте незаборавни и успешни студентски денови. Ви благодарам. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the week seem to vanish like a gambler's lucky streak. When we're out together, dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to climb a mountain and to reach the highest peak, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Oh, I'd love to go out fishing by a river or a creek, but it doesn't thrill me half as much as dancing cheek to cheek. Now, mama, dance with me. I want my arms about you. Those charms about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I see when we're out together, dancing cheek to cheek. Now, mama, dance with me. I want my arms about you. Those charms about you will carry me through to heaven. I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak, and I seem to find the happiness I seek when we're out together, dancing cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek, cheek to cheek.
Engeri mengeri baklaçi, enci menci perenci, cinciri minciri eklerci, cici mici tamburci, cici mici şerbetçi, eta feta duna feta for. Sol makaron, sol feredon, marion, marion, leo, leo, tip, 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 leo, leo, tap, 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 eden matri, sena mavašti. Сашка носи шос сошиен за грош. Сашка носи šos sošijen za groš. Или носи сош, или шос. Мој штос. Нема везе. Шутира за 3 и дава коши, почнува да пее. Момак ми е лош, сваќа дека не е Николи и дека момак е Милош. Што е многу лош и не е бош, него е без врска и иде у мош. Да, Милош или Милошка трча на Сашка да ја купи вошка, а е досаден ко вошка. Исто така прекар му е Мишка. Мишка еднакво на пазув, а кад му смрди пазув биде непријатен ваздух. Ја пробуја уири му да го сгазува, пошто ми е другар, да не га навреду пазув. Милош е многу луд, секогаш има некој ускут и е често у добар муд. Само понекогаш глуми дека е главан баја, а кад кива вика апчи, апчи, никад 3 пат не сум кивнаја. Двајцата живеат на огромна надморска висина у Куманово, ама на скроз различен крај. Сашка е на врв на Бајрам Шабани, а Милош е во зелени рит. Таа се трипа дека е Зана Нимане, а тој се трипа дека е фит и на двајцата омилена серија има елит. Како кафето на Драган Вучич. Нема врска, се вратиме на нив. Сашка не добива ич љубов од Мишка, уствари Мишка Сашка не ја сака, узречица му еве ти рака да не ти ја мака. А исто така го нервира и тоа што Сашка е од село, што има големо чело и што шврка бело. А пошто е од село, надиза сокот шише, Милош тешко дише, а кад не му пише, она га сретне у град па му каже: "Коде си бе, Мише?" Bibe babo, birili teatar, glanagli, bara babo robo, dirili, haljina ti smeta, lirili lerele, lirili lerele. Вратар враќа врата. Vratar vraća vrata, Вратар враќа врата. Вратана е вратата од вратарот. Враќајќи врата вратарот заврти околу друга врата и врати врата повторно. Вратари враќаат врати што сами се вртат, а сред врташот со коне цигла Шенка шија шарена шамија. Шенка не шии, вратата се враќа, вреска вратарот се врти од мака. Шенка уште шија шарена шамија, типко шамијата шарена ќе биде се шиена за чеполеварот Живко. Живко вече слуши шеф, после стана поп од неф, тој како поп копаше боб, па некој го ископа поповиот боб. На Шенка и падна жал, посред шамија му суши шал. Живко шармиран од шалови и шамии, падна во дупката од ископаниот боб, вратарот тресна оп, отида нашиот поп. Попот заврши во болница комно, Шенка во неговата куќа на водно. Вратарот уште враќа врати, сидор некоја будала пак не му спрате. rizi čečačoču, pigri pipe pa popu, lirili gerelege, ripili reptelete, girili gerele, bo, girili gerele, žizi, žizi, rizi, žizi, šiše, šašošu, čiri, čiče, čara, čačo, žiže, žažožu, žizi, žizi, rizi, žizi, šiše, šašošu, čiri, čiče, čara, čačo, žiže, žažožu, hej! Значи, овој дел е наречен информативна сесија со УСС УКИМ и студентарија. Тука е Гоше Николов, основач на платформата Студентарија МК, која веќе верувам сите ја познавате, ја знаете. Матеј Александровски, председател на комисија за настава на УСС УКИМ и председател на факултетското собрание на ветерина. Ана Шоповска, заменик председател на УСС УКИМ и јас Александар Николовски. А вака сега, значи кратко ќе го представиме водичот за Бруцоши,
кој што во главно е напишан од страна на Матеј, а потоа Гоше ќе ве запознае со главни работи поврзани со платформата Студентарија. Почитувани бруцаши, добре дојдовте на нашиот прекрасен универзитет Свети Кирил и Методи. Ви посакувам успешни и плодни студии со многу дружење, радост и секако учење. Денеска ќе го презентирам јас заедно со Гоше Николов, основачот на Студентарија, водичот за бруцаши, кој што е изработен од страна на Универзитетското студентско собрание во соработка со платформата Студентарија МК. Најпрво би сакал да ви објаснам што е тоа студентски прашања. Тоа е служба каде што ќе ви бидат потребни сите административни документи и сите прашања поврзани со студирањето. Ќе можете да извадите потврди и уверенија за вашиот статус на студент, таму ќе ви се водат вашите студентски досиеа и така натака. Следно, би сакал да ви објаснам што е тоа семестар. Семестар е одредено време, најчесто од 15 до 18 недели, каде што ќе се реализира вашата настава, практичната работа, одржувањето на колоквиумите и други академски ангажмани поврзани со студирањето. Академската година се состои од 2 семестра, од зимски и од летен, и секој си има свој распоред на предавање и на вежби. Следно, уписот на семестар е формална административна постапка, каде што студентот го потврдува своето учество во академската програма. Таа се состои од слушање на предавање, активно учество на лабораториските и практичните вежби, одржување на континуирани проверки и така натака. За упис на семестар ќе ви бидат потребни документите како што се пријава за упис на семестар, кој што е најчесто електронски или се пополнува физички формулар, избор на предмети кои што сакате да ги слушате и полагате, и уплатите вашите финансиски обврски. Следно, за да се завери семестар, ќе ви бидат потребни подписи од вашите академски професори, а подпис се здобива само ако ги имате исполнето условите предвидени на вашите академски обврски. Студент кој што нема добиено подпис од неговиот предметен професор нема право да излезе на испит. Во однос на заверката и на уписот на семестар, тие ќе бидат објавени на вашите веб страни или испратени на вашите имейл адреси преку вашите продекани за настава. ЕКТС кредит представува мерка за колку е обемен и време потребно за совладување на еден предмет. Најчесто еден семестар има 30 кредити, а една академска година има 60 кредити. Сите предмети имаат различен број на кредити, некои имаат 4, некои имаат 6, некои имаат 8, зависно од тоа колку е обемен предметот. Следно, континуирана проверка или колоквиум представува преглед на знаењето на студентот за одреден дел од материјата на некој предмет. Тој може да бидат писмени или усмени, и секој предмет си има свој број на колоквиуми, зависно од предметот и наставната програма. Испит е официјален тест за да се прегледа знаењето на студентот за целокупниот предмет, односно целокупната материја на еден предмет. Може да биде писмен, усмен или практичен, и сите континуирани проверки и испити се доставени до вас на почетокот од академската година. Ви благодарам за вниманието. Сега ќе продолжи Гоше од Студентарија. Фала ви, укимци. Дечки, здраво на сите. Добре дојдевте како бруцоши, добре дојдевте во студентскиот свет. Само на почетокот ќе ви кажам дека овие години ќе ви бидат најубавите години од животот. Здравје за неколку години од сега кога ќе се вратите наназад, ќе сватите дека ќе биде така.
Мислам дека најголем дел од вас веројатно веќе се запознале со студентарија преку повиците за субвенциониран оброк, за стипендии, за бесплатен јавен превоз, така што горе-доле знаете кои сме. Ние сме најголемата студентска и младинска платформа во Македонија, која што објавува информации 24/7. На нашата страница можете да најдете совети, можете да најдете мотивација, можете да најдете секако и забавни содржини и тука сме секако да ви го лесниме студентскиот живот, да ви помогнеме да го подобриме заедно студентскиот стандард, секако со другите студентски организации и со универзитетските и факултетските студентски собранија. Така што со каков проблем е да се соочите во наредниве 4-5 години, слободно можете да ни пишете, ќе ви одговориме, иако некогаш како во овој период малце ќе почекате за одговор, но секако работиме на тоа да ви вратиме на сите. Тука сум, како што кажав, да одговорам на сите ваши прашања, така што доколку некој сака да праша нешто или го интересира, мислам дека ќе може да се вклучи. Благодарам до УКИМ и до Универзитетското студентско собрание што не покани и не вклучија на овој настан. Стикерите за жал се потрошија, но наскоро ќе имаме нов пакет, така што станете со нас, фала ви. Да. Мислам дека требаше да зборувам јас накратко за субвенциониран оброк за стипендии за ЈСП. На нашиот штанд можете да најдете QR кодови кои што водат до процедурите како да аплицирате за сите овие мерки, а секако на нашиот профил можете да ги најдете постовите кои што се и за стипендии, и за оброк, и за ЈСП. Деновиве секако ќе објавиме и нови содржини околу тоа, така што за сите прашања пак ќе ве поканам да не следите и секако да ни пишете. Фала ви многу. Дали некој има некое прашање поврзано со процесите на факултет или министерство? Нема, добро. Слободно може да поставите прашање, да кренете рака, ќе ви дадеме микрофон, ќе дојдеме до доле, ќе ве упатиме. Накратко, Ана ќе ни објасни за простори за учење низ градот и студентски мапи кои што ги имаме. Здраво на сите. Најнапред сакам да ви посакам среќен почеток и успешна академска година. Јас ќе го превземам делот за простории за учење, како што мислам веќе не знаете, но еве УКИМ има свој студентски културен центар каде што може да учите. Тој се наоѓа во дворот на студентскиот дом Кузман. Тој моментално е затворен затоа што се реновира, но се наоѓа на Митрополија Теодосиј Гологанов број 23 и може да го најдете многу лесно. Потоа може да ги користите сите читални и библиотеки на универзитетот и на факултетите. Имате простории за учење околу техничкиот кампус, тоа е Нетавил. Секако дека во Нетавил може да учите бесплатно и да пиете кафе по студентска цена. Потоа имаме Националната библиотека, која што е многу близу до општествениот кампус. Во строгиот центар на градот имаме Инокс. Тој за жал се плаќа, не сум сигурна која е цената за него, но може да си прашате. Потоа имаме Public Room, тоа е многу близко до медицинскиот кампус, таму може да учат сите студенти. Потоа читалната во студентскиот дом Гоце Делчев, исто така е отворена за сите студенти и за тие што престојуваат во студентскиот дом и за студенти од надвор. Книжарницата Литература, која што има во Сити Мол, во Дајмонд и на улица Партизанска. Исто е и градската библиотека Браќа Миладиновци, за која што се плаќа 300 денари годишна карта и е отворена секој ден 24 часа. Потоа УСС УКИМ изработи мапи кои што може да ги најдете на профилот на Инстаграм УСС УКИМ. Тие мапи се за студентски оброк, таму ни се обележани сите места каде што можете да најдете студентски оброк по студентска цена за 140 денари и секако имаме и мапа со која што ќе може да видите каде ни се наоѓаат сите факултети, каде се наоѓаат сите студентски домови и полесно да се снајдете. Ви благодарам. За крај, доколку некој од вас понатаму сака да се вклучи во вакви иницијативи, да биде дел од организација на вакви големи настани, следете на страната на Универзитетското студентско собрание, често објавуваме повици за волонтери, повици за неформални членови, каде преку нив ќе може да учествувате во самиот процес на креирање на ваков настан. Сега имаме следно
DJ сет со нашиот DJ Ангел Зијан и можете слободно се шетате низ штандовите. Може да се качите горе, има фотобут да се сликате. Исто така имате таму кафенце, сокче некој ако сака да се напие и секако посетете ги нашите поддржувачи и нашите студентски организации. Јас сакам само да ве потсетам дека од денес до недела е активен нов повик за субвенциониран студентски оброк. Сите оние кои што немаат аплицирано или кои што се одбиени, аплицирајте на новиот повик за да можете да почнете да добивате субвенции за оброк почнувајќи секако од 1 ноември. Останатите од вас од денеска што имаат картички и им е прифатен оброкот, од денеска на вашите сметки имате по 560 денари достапни кои што можете да ги трошите до сабота. Фала ви многу уште еднаш. Like you know, I always want stripes. Like you know, I always want stripes. Like you know, I always want just like you know, I always want stripes. Like you know, I always want stripes. Like you know. Само да ви најавам дека giveaway-от е споделен и може да се пријавите на Инстаграм профилот УСС Уким. Треба да го лајкнете видеото и да ги заследите сите наши поддржувачи, како и да коментирате. Може да оставите бесконечно коментари додека раката не ве заболе. Ви благодариме!